Чевларите од пролет се надеваат на подобро, но до тогаш спаси им е само помошта од владата. Зависноста од Кина и Италија, двете најпогодени земји од пандемијата за чевларската индустрија, значеше сериозен удар и тешка година која тие ја живаат уште од март лани. Но вакцинацијата и стабилизацијата на состојбата за нив е голема надеж дека нештата ќе се подобрат. Секако дека вакцинацијата многу значи за нашиот сектор. Не само во Македонија, многу е битно што повеќе да биде вакцинирана цела Европа па и светот, бидејќи нашите производи не зависат само од вакцинација во Македонија и од работа на продавници молови во Македонија. Туку, напротив, доколку што повеќе биде вакцинација во цела Европа, значи ќе работат молови, ќе одат деца во училишта, ќе се трошат нашите производи и многу подобра ќе биде ситуацијата на пазарот. Чевларството останува една од најтешките погодени индустријски сектори, а производството е паднато дури за 3 пати. Мојата фирма работи за италијанска компанија полупроизвод. Сепак, кризата го направи своето. Ако претходно произведувавме по 90.000 пара, сега сме сведени на само 30.000 пара, а тука се кирија, трошоци за кои се снаоѓаме. Стравуваме дали ќе има работа за да ги вратиме кредитите. Вели Вилијам Бојковски, собственик на компанијата Мимар од Куманово. Поради ова, до враќање во каква таква нормала, опстанокот на оваа индустрија кај нас е директно зависна од помошта на владата. Владината помош, нарочито во месеците април и мај минатата година, ни беше една добра инфузија, да кажам, најискрено ни даде волја за да продолжиме да работиме. Се надеваме дека ќе влеземе во овој пакет на мерки за да може да ги штуркаме овој тежок период, февруари и март, и се надевам дека пролета ќе ни биде така поуспешна. Кожарската индустрија во државата вработува околу 10.000 лица и во вкупниот бруто домашен производ учествува со 2,5%. 8,6% од вкупниот извоз отпаѓа на оваа гранка.